Почнуваме со вестите. Македонија земја на протести. Овој пат земјоделците од Делчевскиот регион излегоа на мирен протест, символично 5 минути го блокираа патот Делчево-Берово. Бараат обештетување за штетите на сливите и вишните од ниските температури, но и исплата на субвенциите. Делчевските земјоделци символично на 5 минути го блокираа регионалниот пат Делчево-Берово, додека магистралниот пат кон граничниот премин со Бугарија не го блокираа поради страв дека организаторите ќе платат парични глоби. Револтирани се што веќе 2 години не добиваат субвенции, но и на надлежните од Министерството за земјоделство, кои изминатите денови не ги посетиле за да ги увидат штетите на сливите и вишните. Според проценките на земјоделците, мразот денови во Делчевско им направил штета од околу 1,5 милион евра. Не знаеме ни против кој се буниме и што се буниме. Против Господа се буниме, нема што да се буниме. Само гледаме на телевизија, стално само кажува оштетени лозови насади, оштетени јаблокови насади таму по тоа пресен. Нас никој не спомнува. Ние имаме големи штети, 100% уништени и насади од слива и 90% на јаблоко од вишна. Субвенции има 2 години више нема исплатен. И за ланската година и за таа. Што значат субвенциите за вас? Па најверојатно за нас това изгледа чаро на нас. Тие од субвенциите некои да фрлиме добро ѓубриво на сливата. Па ја им препорачувам на надлежните државата малку да ни помогнат, да не обештетат со нешто. Земјоделците годинава трпат големи штети од мразот. Според нив оваа ќе биде најлошата година за производство на храна во земјава. Револтирани се и што осигурителните компании не им ги осигурале посевите од мраз, туку им дозволуваат само за поплави, град, гром и пожар. Апел до компаниите. Друга година најдобро ќе е да може што порно да ни објават дека ќе осигуруваат, нека биде и после 1 јануар. Ја ги сватам и компаниите. Това е ризик, това е комар. И да биде после 1 јануар. Кој сака да осигура, да може да осигура мраз од град. Значи после 2 месеца нека деси мраз. Сај ги сватаме и компаниите. Што вика некој ден во компанија вика: "Очи ви лезен сакате праси да колите." Управо човек. Видеме си дека ти е мраз, ајде да осигураме се од мраз. Апел тоа е до државата. Нека направи со компанија договор. После 1 јануар ако треба, кој сака да ризикува, нека осигура. Земјоделците од источниот регион најавуваат дека ова е само предупредувачки протест. Од понеделник ќе ги радикализираат, доколку власта нема слух за нив. На одбиените ниви наместо ориз, земјоделците може да посеат други земјоделски култури. Наводнувањето нема да биде целосно, туку периодично, но ќе има вода и за нив, порачуваат надлежните. Ако не може да се сее ориз, на нивите можат да посеат други култури. Земјоделците чии ниви пролетва не влегоа во планот за наводнување, на нив ќе може да засеат други култури за кои од водостопанската подружница Брегалница вела дека ќе обезбедат периодично наводнување во сушните периоди. Со тоа што исто сакаме да нагласиме дека сите полиња кои што ги одбивме од оризова култура не значи дека нема да имаат вода во текот на целиот период, односно ќе биде доставувана вода за крски површини. Дел од Џиганско поле, кој потпаѓа во Карбинско, оваа година ќе се наводнува од Злетовска река и од хидросистемот Брегалница преку каналот ГК-13. Под ориз ќе бидат застапени само 40 хектари. Останатите 120 хектари ќе бидат пренаменети во други култури. Површините кои нема да бидат застапени со ориз, а ќе бидат пренаменети во други култури, тоа се следните полиња. Тоа е место викано Забел, дел од Забел во Долнопишешко поле и Жиганско поле, Ѓурлуци, Долно поле и Горно поле. Тие се површините што моментално ќе ги пренамениме во други култури. Повеќе од 500 хектари во Штипско годинава нема да се посеат со ориз. Пролетните култури ќе се најдат на 900 хектари. Од вкупно посеаните површини најмногу се засејани со пченка над 600 и луцерката на 200 хектари, овесот на 20, сончогледот на 30 хектари. Градинарските култури се застапени на околу 200 хектари, главно пипер, домати, кромит и бостан. Само вчера над 1600 граѓани со својот подпис ја поддржале граѓанската иницијатива 5 до 12, со која се вара измени во законите со кои ќе се обезбеди подобар живот на лицата со посебни потреби. Пунктовите низ градовите се отворени секој ден од 12 до 17 часот. Продолжува собирањето на потписи за поддршка на лицата со посебни потреби. До сега само во Штип се собрани над 1700 потписи,
а масовната поддршка од страна на граѓаните влева надежка и родителите, велат активистите на кампањата 5 до 12. Значи имавме родители во апатија, во депресии. Значи со години поднесувале до некои институции, не и одговарано, значи се беа откажале. Сега да ви кажам, дори има родители што се поактивни дури од мене, од таквите родители, што ме многу радува. Се обединивме сите. И граѓаните категорични. Државата треба да обезбеди подобри услови за живот на лицата со попреченост, но овој начин сметаат тие ќе се намали стигматизмот, а истовремено ќе се создадат услови за подобар живот на лицата со посебни потреби. Уживат онолку колку може, колку е способна државата. Има право, и тоа сепак е недоволно. Треба да се промени на подобро, треба повеќе да бидат прифатени од општеството. Како се злоупотребуваат од страна на работодавачите според вас? Па според мене да се злоупотребуваат. Пунктови за собирање на потписи во петок ќе бидат поставени на градскиот пазар, како и во сите градови во државата. Според сите еколошки анализи кои ги налагаат европските директиви за заштита на животната средина, за источниот и североисточниот регион, проблемот со отпадот ќе се решава со една регионална санитарна депонија. Засега, најпогодна е локацијата во општина Свети Николе. Изградбата на регионалната санитарна депонија треба да го реши проблемот со прибирањето на сметот и во источниот и во североисточниот регион. Завршени се двата подготвителни проекти за набавка на опрема и прибирање на отпад. Од наредниот месец стартува тендерската постапка. Во текот на мај-јуни месец ќе се распиши тендер за двата завршени проекти набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад, кои се проекти на буџет од 4,5 милиони евра, и исто така ќе се распиши тендер за проектот за творење на несоодветните комунални депонии и дивите депонии во двата региони, и овој проект има буџет од 9,1 милиони евра. Според планот, техничките служби во источниот и североисточниот регион треба да прераснат во регионални центри за управување со отпад. Сега, например, е во тек проект за техничка поддршка на стручните служби во двата региони, стручните служби за управување со отпад, кои подоцна ќе преминат во регионални центри, и некои други проекти, значи. Во ова тековниот проект, тоа е студијата за изводливост, во која што спаѓаат студија за оценка на влијание врз животна средина, студија трошоци и придобивки за интегрирано управување со отпад во Источен плански регион. Во овој проект скоро сите резултати не се готови. Излезните резултати за проектот, физибилите студијата е готова, основната техничка документација за сите 6 претоварни станици, како и за регионалната депонија, таа е во завршна фаза. Според сите еколошки анализи кои ги исполнуваат европските директиви како најпогодна локација за изградба на регионална санитарна депонија, засега останува се уште локацијата кај селата Мечкуевци и Арбашанци во општина Свети Николе. Разбојништва. Разбојник ограбил продавница во Штип, заминал со 4000 денари. Штипјанец и Скопјанец оперирале во бутик за спортска облека, а двајца прилепчани правеле чистка во домовите на Штипјани и причиниле штета од близу 4000 евра. Маскиран разбойник повторно влезе во штипска продавница, овој пат на улицата Иво Лола Рибар во центарот на градот. Ги преплашил двајцата вработени, украл пари од касата и на заменување и се заканил со нож. Со себе однел само 4000 денари. При што ја отворил и одзел околу 4000 денари. Потоа се упатил на излезот од продавницата, при што ја подигнал раката и со нож го вперил кон пријавителот, односно кон 36 годишниот вработен, и побегнал во непознат правец. Не биле маскирани, но делувале на терен. Специјалност им било отварањето на блендирани врати, а краделе брендиран накид, компјутери и злато. Двајца прилепчени на возраст од 22 и 25 години од денеска се со кривични пријави од полицијата. Во февруари и март оперирале во станови на улицата Сремски фронт. Ги оштетиле собствениците со близу 4000 евра. На улицата Сремски фронт во Штип
со употреба на подесен клуч, калаус, ги отвориле влезните блендирани врати од 3 стана, при што по извршеното пребарување од собите одзеле разновиден златен накит, накит Сваровски, булгари и друг накит, лаптоп компјутер, со што причиниле материјална штета од 234.000 денари. 39-годишен штипенец е заортачил со 51-годишен скопјенец, информираат од полицијата. Двајцата краделе спортска облека и опрема од бутик во центарот на Штип. Се офајделе со нешто повеќе од 115.000 денари. СВР Штипи поднесе кривична пријава за тешка кражба и помагање. Сите потекнуваме од некој преубав крај на нашата Македонија и дијалектите се наше богатство. Но мора да се употребува стандардниот македонски јазик, а не дијалектите, кои може да бидат дел од неформалната комуникација. Им порача експертите на студентите на Филолошкиот факултет во Штип. Ако не си го знаеме својот јазик, не сме тоа што сме. Идентитетот е најбитното нешто, а јазикот ни е единственото национално обележје, им порача на штипските студенти Веселинка Лабровска од Институтот за македонски јазик. Таа забележува дека примената на странските зборови во секојдневната комуникација не треба да бидат пракса, туку наставниците и медиумите треба да се трудат да го користат соодветниот македонски збор. Секогаш кога го имаме нашиот убав македонски збор, да го употребиме македонскиот збор, а не да го заменуваме со некаква заемка. Значи тоа е она на кој што треба да ги поттикнуваме помладите поколенија кога го учат јазикот, да ја знаат неговата убавина и неговата вредност. Студентите на Филолошкиот факултет денеска беа дел и од предавањето на универзитетската професорка Евен Лекалве Ивичич од Загреб, која говореше на тема Квебек чувар на традицијата свртен кон разновидноста. Прашана дали на македонските ученици и студенти им е потребна поголема мотивација за изучување на францускиот јазик, Ивичевиќ вели дека со францускиот јазик е иста и ситуацијата и во Хрватска. И кај нас нели во Хрватска е во опаѓање францускиот, меѓутоа сепак се обидуваме да го одбраниме, особено преку вакви размени. Значи ова можеме да го сметаме за еден почеток, понатаму можеме да предвидиме и други посети и гостувања, особено ако вашиот универзитет е заинтересиран за тоа. Деканката на Филолошкиот факултет Драгана Кузмановска истакна дека ваквите предавања се од големо значење за студентите, кои имаат за цел да ги потикне да го зачуваат македонскиот јазик. Во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на авторското право, Штипската библиотека Гоце Делчев во општинските основни училишта организира мини саем на книгата. Мини саем на книги во организација на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип. Библиотекарите ги посетуваат основните училишта со цел доближување на книгата до учениците, а воедно со тоа се дава значење и на авторското право. Во склоп на програмата за одбележување на Светскиот ден и авторското право, а воедно нејзина афирмација, популаризација, доближување до читателот, се повеќе и повеќе, ние еве од понеделникот вчера значи бевме во основните училишта Славико Арсов и Тошо Арсов, а денеска ќе бидеме во основното училиште Гоце Делчев и Димитар Влаков, се со една цел значи да ја доближиме директно до учениците, да ја афирмираме, популаризираме преку едни мини саеми, преку изложување на книгите од проектите на владата на Република Македонија. Во моментот ги носиме 135 тома македонска книжевност и истите преведени на англиски јазик. Мини саемот на книги предизвика голем интерес кај учениците во општинското основно училиште Гоце Делчев. Јас сакам да читам книги, тоа ме исполнува, ми дава инспирација понекогаш и за цртање. До сега имам одено на неколку саеми, имам позаимувано книги, ги читам. Јас многу обожавам да читам книги и сакам да одам на саеми, за да се запознам со нови книги и ако вибираме го филм и книга, би одбрал книга. Многу е добро да се читаат книги, а и добро е да се оди на саеми за книги, бидејќи се дознава за нови книги, нови содржини на тие книги. Инаку книгите кои се изложени на мини саемот можат да се купат по прифатливи цени.
Реновираниот дом на култура во Македонска Каменица свечено ќе биде пуштен во употреба во петок. По завршувањето на сите градежни активности и комплетирање на целосната техничка документација, конечно на 28 април во петок 2017 година ќе започне со работа новиот дом на културата. Односно ќе биде свечено отворен. На денот на отворање е предвидено во 13 часот со целодневна програма. Најпрво на почетниот ден ќе настапат некои локални бендови, тука ќе биде и Кудве Рајоцик со нивна програма. За вечер е предвиден целовечерен концерт на Пламенка Трајковска гудачки квартет. Потоа во сабота имаме предвидено драмски театар, ќе настапат едни од реномираните, тоа е Театар Колозов со 2 представи. Најпрво ќе се реализира детска представа Љубопитната принцеза, а потоа ќе биде и представа за возрастни, односно Женско царство. И за недела, последниот ден од свеченото отворање е предвидена концерт на Бајса Арифовска, етно концерт, целовечерен концерт, каде што ќе биде затворен овој 3-дневен ден. За сите љубители на пишаниот збор, промоција на книгата насловена Припек на Зајди сонце од штепјанецот Ванчо Накев. Ова е втора негова книга поезија, во која тој отворено пишува за убавините на животот, но и за секојдневните проблеми со кои се соочува. Пред 2 години од печат излезе неговата прва книга, насловена Од спротива. Припек на Зајди сонце е новата книга на штипјанецот Ванчо Накев. Накев долги години живее и работи во Шведска. Во новата книга авторот смело ја разоткрива својата емоционална интима, а љубителите на пишаниот збор можат да прочитат поезија во која Накев пишува за животот, но и за проблемите кои секојдневно не обкружуваат. Предходно книгата беше промовирана и во Скопје. Се работи за баш што е нетипично, просто и едноставно во животот. Се работи за една лична, емотивно-лирична нишка, моја лична нишка која што го одразува животот низ поетика на еден сосема собствен начин и израз, надвор од било какви неспекулативни шаблони и клишеја. Во 2015 година од печат излезе Од спротива, која е всушност и првата книга на Ванчо Накев. Во делот за спорт, фудбал. Фудбалските прволигаши утре среда ќе ги одиграат надпреварите од вонредното 29-то коло. Екипата на Брегалница на градски во Штип ќе се сретне со Пелистер од Битола. Фудбалерите на Брегалница утре на градски ќе биат можеби решавачката битка за опстанок во првата македонска фудбалска лига. На градски стадион во Штип на гости им доаѓа екипата на Пелистер, која ја исврли Брегалница од панатомошните куп возбудувања. Дали Пелистер ќе биде уништувач на прволигашките забави, ќе дознаеме утре среда. За овој надпревар главен судија ќе биде Марија Марковски, а помошници ќе бидат Жарко Тодоровски, Симон Грдановски и Маријан Ецковски како четврти судија. Контролор ќе биде Благој Шуклев, а делегат Зоран Златановски. Еве ги комплетните парови за ова 29-то коло. Брегалница Пелистер, Македонија Ѓорче Петров Ренова, Шкендија Вардар, Победа Силекс и Работнички Шкупи. Надпреварите ќе се одиграат во среда 26 април со почеток во 16 часот. Продолжуваат плей-оф возбудувањата на второлигашките футсал екипи за пополнување на првата футсал лига на Македонија. Во второто коло штипските екипи Мал Ајакс и Астиво ќе гостуваат во Кавадарци и во Кратово. Со одигрување на вториот надпревар Кратово Црна река, кој заврши со резултат 5:2 за домакините, се комплетираше второто коло од плей-оф надпреварите за пласман во првата футсал лига на Македонија. Како што е познато во првиот меч во локалното штипско дерби, тимот на Астиво беше поуспешен од Мал Ајакс и победи со резултат 4:3. Во второто коло и двете штипски екипи ќе гостуваат во петок во Кратово, на истоимената екипа ќе гостува тимот на Астиво, а до крајот на викендот во Кавадарци ќе се сретнат екипите на Црна река и Мал Ајакс.
се игра по принципот секој со секого по 2 надпревари, дома и на гости, а првопласираната екипа од овие 4 директно ќе влезе во првата футсал лига на Македонија. Второпласираната и третопласираната екипа ќе играат бараж со осмопласираната и деветопласираната екипа од првата лига и кој ќе биде поуспешен ќе настапува во елитната конкуренција. Ја следевте информативната емисија на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатни моменти со сето она што следува на нашава програма. Довидување.